почитуван подпредседател, почитувани колешки и колеги, почитуван представник на влада. Денес на пленарна седница дебатираме околу извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2021 година. Во извештајот е нотирано во однос на способноста да се превземат обврските од членството во Европската Унија, земјата покажува добро ниво на подготвеност во 5 области, умерено ниво на подготвеност во 25 и рана фаза на подготвеност во 2 области, и тоа е слобода на движење на работниците и буџетски и финансиски одредби. За почитуваната македонска јавност да спомнеме дека апликацијата за членство во Европската Унија е поднесена на 22 март 2004 година. Каде сме ние од тој датум до сега, на сите ние итекако јасно. Дадени се препораки за поголем фокус врз административниот капацитет и ефикасно спроведување на законодавството. Во однос на првиот столб, каде што се демократијата, собранието и граѓанското општество, стои дека е нотиран одреден напредок и дека опозицијските партии останаа активно вклучени во работата на собранието. За она што е актуелно овие денови, а тоа се изборите, стои дека законската рамка е погодна за избори. Потребно е само да се финализира сеопфатниот преглед на изборното законодавство и секако најголемите забелешки се за Министерството за внатрешни работи, да се продолжи со напорите за системско ажурирање на точноста на податоците во избирачкиот список, што не е за чудење затоа што имаше афера со некаде 20.000 дупли матични броеви. Исто така нотирано е потешкотиите во планирањето и координирањето на работата на собранието, неможноста да се обезбеди предвидлив процес на носење на закони. Од вкупно 159 донесени закони, 67 во редовна постапка, 79 по скратена постапка и 13 ратификации во 2021, сосема јасно почитувана македонска јавност зборува за каков бил начинот на работа и функционирањето во собранието. Околу владењето, односно начинот на функционирање на владата, препораката е да се задржи реформска динамика, меѓутоа да се фокусира на спроведување на постојната правна рамка, наместо да се прават спорадични нови иницијативи, кои што во најголемиот дел завршуваат со неуспех. Владата исто така треба да промовира координација помеѓу министерствата и локалната самоуправа, бидејќи се јавува во улога на кочничар на сите тие проекти кои што се од интерес на граѓаните, и тој реформски процес е во застој, нотирана е 2019 година. Од тогаш реформскиот процес е таму закочен. Во она што значи постоење на функционална пазарна економија, потребно е да се продолжи, препораката е да се продолжи со поддршката за економијата, меѓутоа во делот на макроекономската стабилност, надворешниот долг е нотирано дека е опасно зголемен, а растот на инфлацијата фактички дека го загрозува животниот стандард на граѓаните секојдневно. Потребна е поширока мобилизација на јавните приходи и потранспарентна распределба на државната помош. Тоа значи дека ние фактички имаме нотирање на она што значи враќање на едно црно минато, каде што имаме експанзија на неформалната економија во однос на дејноста на оние фирми кои што се регуларни. 37,6% од бруто домашниот производ отпаѓа на сивата, црната економија. Станува збор за непријавена работна сила, станува збор за непријавени плати во делумен износ, неиздавање на фискални сметки или фактури, тоест недоволно пријавување на промет. Тоа се остаток на едно
минато во кое што граѓаните постојано ќе осиромашуваат, а еден мал процент на луѓе вешто, избегнувајќи ги законите, ќе се богатат. Во делот на пазарот на трудот, нотирано е дека 80% од невработените лица се долгорочно невработени. Ние постојано зборуваме за акцијски планови за да се подобри состојбата на младите. Кај младите 35,7% извонредно висок процент и затоа не треба да се чудиме кога секојдневно се полнат автобусите и авионите и младите заминуваат од Република Македонија. Недостиг на вештини како одраз на недостатоци во образовниот систем. Исто така е забележано дека е потребно многу повеќе финансии и забрзување на сите оние процеси, поготово во образовниот систем. Во делот на иновацијската активност, таа изнесува само 0,4%. И сега да не бидам саркастичен овде, да го спомнам и фондот за иновации, затоа што 0,4% таа активност е мала, минорна, незабележителна. И треба да се подобри пристапот до активните мерки. Посебен дел има за јавните набавки, каде што е констатиран, за жал, само ограничен напредок и потребни се ефикасни антикорупцијски мерки во системот за јавните набавки. Значи, Европската Унија, сите лица кои што вршат мониторинг перманентно 365 дена во Република Македонија констатираат дека е потребно антикорупцијски мерки во системот за јавни набавки. Затоа што констатирале случај на судир на интереси, а фактички позади нив енормно богатење. Во делот на областа што значи борба против корупцијата, нотирано е дека корупцијата е распространета насекаде, во сите пори на општеството. Посебен случај е нотиран корупција на високо ниво. Посебен случај е корупцијата на високо ниво и овде фактички Државната комисија за спречување на корупцијата мора да го подобри своето функционирање и мора да ангажира апсолутно исклучиво стручен кадар. Комбинацијата од висока корупција и слаби реформи значи тапкање во место на Република Македонија. Исто така, почитувани колешки и колеги, борбата против организираниот криминал, забележено е дека државата нема резултати во овој дел. Од едноставна причина дека било каква активност е осудена на пропаст затоа што акциите пред време се пробиени, откриени, јавено е на криминалците и резултат државата во тој дел нема. Мора исто така да постои граѓански надзор врз сите оние служби кои што се со предзнакот разузнавачки. Исто така потребно е и забележено е дека треба да се зајакнат евиденциите за истраги, обвиненија и пресуди за организиран криминал и перење на пари и да се демонстрира способност за разбивањето на големите криминални мрежи. Со неколку збора само, сосем на крај, да кажам дека од 22.3.2004 година, за жал, ние се уште сме далеку во овој момент од она што значи постигнување на еден сеофатен напредок, од кој што бенефит ќе имаат сите граѓани во Република Македонија. Ви благодарам. Има збор